Ја започнуваме оваа недела на лансирната рампа во Флорида, каде приватната компанија за вселенски летови SpaceX го испрати вселенското летало Dragon до меѓународната вселенска станица. На оваа незина 29-та комерцијална мисија за снабдување, SpaceX испрати храна, делови и дел од комуникацијскиот реле систем, за кој НАСА вели дека ќе се тестира ласерски комуникации со висока стапка на податоци од вселенската станица до Земјата. Исто така, оваа недела SpaceX беше предмет на истрага откако Reuters откри најмалку 600 претходно непријавени повреди на работното место во ракетната компанија на Илон Маск. Еден инцидент резултираше со смрт на работник. Yo traté de hacerle las señas y la grúa no me miró. Él siguió moviendo la pieza, tanto que tronó. Yo nomás oí un tronido y donde me pegó, ya no miré yo nada completamente. Entonces yo le gritaba a mi amigo, perdí mi ojo. Поранешниот работник на SpaceX, Флорентино Риос, го изгубил видот на едното око и е легално слеп, според медицинските и работничките записи на надомесна штета. Неговиот адвокат вели дека и покрај тоа што окото на Риос се наполнило со крв по повредата, медицинските лица на SpaceX го поставиле да работи на следната смена. Се чини дека тој е далеку од сам. Преку владино сметководство и интервјуа, Reuters откри дека во 2014 година работниците на SpaceX претрпеле фрактури на черепи, смачкани екстремитети, ампутации и една смрт. Стапката на повреди или болести во објектот на компанијата во Браунсвил, Тексас, каде што Риос ја претрпе својата повреда, е најмалку 6 пати повисок од просекот во вселенската индустрија, проценува Бирото за статистика на трудот. Од 2016 година Управата за безбедност и здравје при работа, или ОША, бараше од компаниите да пријават вкупни годишни повреди. Во поголемиот дел од тие години SpaceX не успеа целосно да пријави повреди според истрагата на Reuters. Вселенската компанија го одби барањето на Гласот на Америка за коментар за истрагата на Reuters. Риос го тужеше SpaceX, тврдејќи дека неговата негрижа за безбедност на работниците довела до повреда на окото. Во судските записи компанијата тврдеше дека Риос е несовесна страна. Случајот подоцна беше отфрлен. Оваа недела исто така се збогуваме со астронаутот на НАСА и командант на првата мисија Аполо на месечината, Френк Борман. Во 1968 година Борман и 20 членови на екипажот ја обиколија месечината 10 пати, поставувајќи ја сцената за слетување на месечината следната година. Екипажот на Аполо 8 влезе во орбитата на месечината во директен телевизиски пренос од орбитарот. Борман имаше 95 години. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.